Да, се враќаме во студиото со нашите гости, зборуваме за проблемот со иселувањето, со недостатокот на работна сила, со проблемите во образовниот процес и така натаму, се што е поврзано. Господине Димовски, има доста истражувања во тоа колку од младите би заминале во странство. Па тие проценти варираат во зависност од тоа кој го правил истражувањето, но сите проценти се поразителни. Значи се движат од 75 па до 90%, каде што кога ги прашуваат дали би заминале, да, велат. Сега сите овие работи ние тука што ги кажуваме, веројатно они не ги земаат во обзир, едноставно сакаат да заминат. Како причина за тоа навеле константна нестабилност, немаштија, страф од конфликт, се чувствуваат непризнаени, неинтегрирани, не може да придонесат во носењето одлуки. Ова се едни поопшти причини, погенерални. Мислите ли дека таа константна нестабилност во државата е еден од главните генератори, бидејќи луѓето можеби и подсвасно едноставно сакаат мирна околина, сакаат стабилна околина и така натаму? Македонија во овој последниот период, ајде да се вратиме некои 3-4 години наназад, беше немирна земја. Немирна земја. Го зборувам од аспект на граѓански активисти и така натаму, она што се случуваше низ државава. Добре, сме од самостојувањето цело време има некакви тензии. Проблемот е што во онај дел ние многу одамна... Не зборувам само за меѓуетнички, туку секакви тензии, цело политички, цело време. Сме разговарале околу овие теми. Меѓуетничките тензии во Македонија беа некаде до 2002 година, заврши тој период. Тој период во 2002 година заврши. Од 2002 година навам почнавме да ја градиме таа доверба меѓусебна, пријателска и така натаму, успеавме да изградиме. Не викам не. Кревки биле меѓуетничките односи или не биле. Проблемот е што кога ги изградивме ние меѓуетничките односи и довербата меѓу себе, настанаа политичките проблеми. Тука веќе го поделивме народот. И таа нестабилност која споменуваат самите соговорници, да речеме, во истражувањата или оние анкетирани млади луѓе и така натаму, кои не се чувствуваат сигурни затоа што премногу ги исполитизиравме како држава младите. Се сеќавате, имавме на времето, дури предлагаа одредени политички партии казни за инволвирање на деца, млади во политички кампањи и така натаму. Пак го има тоа, никој ништо не презеде. Ние до ден денеска немаме ни една пресуда на некој, било да е тоа кандидат за пратеник или кандидат за градоначалник или што ја знам и така натаму, немаме ни една казна зошто децата ги облекол во маичка од една или друга партија и ги носел на митинзи и така натаму. Кога ние ќе сватиме дека нас нема да ни биде гајле кој ќе биде председател, нас нема да ни биде гајле кој ќе биде пратеник, премиер и така натаму, него ќе имаме ние во својата компанија плата од 35, 40, 50 илјади денари. Јас низ истражувањето ви кажам дека ние со младите земјоделци правевме истражување во земјоделска аптека, имаме ние каде што има 52.000 денари плата комерцијалист. Затоа што оди на терен, носи роба, се враќа, истовара, утовара и така натаму, инженер, агроном. 52.000 денари плата и е задоволен. Ама не го интересира во моментов дали има кампања за председателски избори, дали има кампања за парламентарни или за локални избори и така натаму. Го интересира платата на први дека 52.000 денари ќе ја земи. Кога ќе се доведиме тој ментален склоп кога ќе ја смениме, да така се чувствуваме сигурни. Сигурноста доаѓа со платата и со парите, да се разбериме. Сигурноста доаѓа со животниот стандард кој би го имале во државата. Ако немаме добар животен стандард, ако ние не донесиме на први, на втори, на 15 и така натаму плата дома, добра плата со која ќе се преживее, ќе може да се одвои за на одмор и така натаму, да им се купи на децата нешто, тогаш е тој голем страф од она што провејува низ тие истражувања. Таа нестабилност. Иначе во другиот дел мислам дека државата ни се оправи во тој дел.
ни се оправи. Во делот на меѓуетничките односи, во делот на, што ја знам, ние порано многу ги имавме по тепачки по автобуси на меѓуетничка основа. Никој пат јас барем правевме такви истражувања. Немавме на меѓуетничка основа, него се степале деца, па тоа се припишуваше, ако се од различни етнички заедници, се припишуваше дека се на меѓуетничка основа, но таквото време заврши. Сега е време стравот кај луѓето да се надмини само со добар животен стандард. Да. А Сани, што велат учениците еве кај вас? Веројатно дека тој недостаток на перспектива им е главен проблем. Предпоставувам, на оние што млади што сакаат да одат надвор, што размислуваат веќе од сега да се ислат. Предпоставувам дека тоа не гледаат тука, дека и тие плати што им се нудат не им се доволни, некако не се гледаат тука на подолг рок и така натаму. Па ја мислам дека они не се доволно информирани. И они се во духот на тој тренд дека сите одат, треба и они да одат, ама зошто одат? Што рече Гјоко, кој ќе земат да анализират колкави се трошковите таму, кои би биле свесни за тоа, сам еден ако отиде, нели колкави трошкови би направил, и ако повлече и својата фамилија, само тој да работи, како би поминал во Германија, како овдека ќе помине. Меѓутоа, ние мораме да настојуваме да ги убедиме децата, и тоа и го правиме, значи, мис разни трибини доаѓаат и од компаниите, доаѓаат и од факултетите, од секаде објаснуваат, од министерствата, ги информираат дека иднината е овдека. Иднината е овдека, меѓутоа треба малку да се преструктурираме и вистински реално да ги погледнеме проблемите кај се, да ги отстраниме и да ги ловиме само позитивните нешта. А тоа веќе има таков дух, веќе компаниите се интегрирани многу порано, они најверојатно трчајќи своите проблеми нема време да губат да се занимаваат со училишта стручни, со не знам вакви групи, такви групи. Сега веќе они се инкорпорирани заедно со училиштата, барат помош и од Бирото за развој, од Стопанската комара ги води, со општините соработуваат, значи на секој сегмент соработуваат и гледат каде сите грешиме. И мислам дека поготово со правилно насочување на младите, кој ќе им се објасни што значи една вистинска машина, што све може да донесе. Тоа се рудници на богатство. Еден добар мајстор денеска, тој ја ви гарантирам, значи отидете кај било кој добар мајстор на дребонг што знае да работи, тој дневно испод 15-20 денари не. Да ви одработи некој метал, било што, испод 1000 денари нема да помине никој. Кој да отиде? Значи, тоа е богатство, тоа е рудник, ама треба да се усоврши, тоа е мајсторство. Но кај младите тие професии не се некако фенси, не сакаат тоа да го работат, не ја доприле таа работа. Значи, кој ќе доживеете нешто, кој ќе видите дека повеќе тоа ви носи да во приход, гимназија некоја кој ќе ви носи приход, па утре може да си купите и да си допуштите некој поголем луксус, ќе ја засакате таа професија. Ама додека ви трубат ностоп дека нема ништо тоа, црна металургија, вака така, лошо, мали плати, да бегаме надвор и тоа на децата влијае, нормално. Меѓутоа ние се ги насочуваме кон позитивните нешта. Еве има например Ван Хол, и тие таму нудат. 5 јадење има да влезете внатре кај аптека. Значи има добри услови, добри плати, почнуваат со 350-400 евра и нагоре. Дури факом. Сега дали дојде кој реклама, меѓутоа вистински работат. Добар заварувач, добар обработувач на метал, машин бравар што ги велат. Може да заработи добра плата 400-500 евра овде. Дури ги носат во Италија, све им иде и стаж и све 2000 евра зимат плата и повторно тука им тече стажа. Повторно си работат во својата матична фирма. Значи има перспектива. Тоа се веќе постануваат и светски брендови. Значи факом на времето Железара може беше, тогаш бе ОЗТ на времето, едно од последните. Меѓутоа денеска е светски бренд. Ако може Токио да порачува роба од факом, зошто да не можат нашите да работат таму и да бидат добро платени, и ќе бидат платени. И веќе сме во соработка и со нив и све. Цветков, кога да се ставиме од спортивната страна, страната на работниците, претпоставувам дека сите сме работници на некој начин, нели?
дека Живееме од плата. да, сите живееме од плата, дека главниот проблем е всушност тие ќе кажат дека тоа што им се нуди не е доволно. И сега кога зборуваме за целата оваа констелација на во однос на пазарот на труд, на работната сила, на потребата на компаниите, мислите ли дека во Македонија полека ќе доаѓа и до корекција на платите? Тоа веќе се случува. Во моментов Македонија се наоѓа на многу интересна, поволна ситуација, кај што големите, крупните прашања се решија. На ваков или инаков начин се решија. Назад нема. Утре дента, после потпишувањето на договорите и првите најави дека на Македонија се отвараат врати не само кон фондовите, и кон другите европски организации, странците веднаш чукаат на врата. Сакаме да инвестираме, бидејќи ги решивте крупните проблеми. Сакаме да инвестираме. Супер. Кој ќе работи внатре? Ќе ви кажам директен пример. Градежна компанија од Охрид, подизведувач на ЕВН. Вика, имам работа, одбивам работа во моментов, бидејќи не сум сигурен дали можам да ја истерам. Ми бегаат работници. Да, се знаеме, блиски сме. Кога ги плаќаш? 35 евра на ден. Значи, ако работи 20 дена, од 8 до 4, до 5, он зима 700 евра. Вози багер, вилјушкар. Тоа е реалноста. Да, има и пониски плати, но ниските плати ќе се качуваат. Значи, во онаа време 12.000 плата, мислам дека умира. Поради тоа што странците доаѓаат кај нас, Тоа е веќе законски минималец. они го носат својот бизнис, со бизнисот бараат стандарди. Компаниите што на времето инвестирале во исполнување на стандардите, сега се чекор напред пред другите. Се што треба е да ја доквалификуваме онаа работна сила, која што не ги интересирало, да кажеме, стручни науки, ама сега се бараат и ќе бидат добро платени. Калкулациите треба другачие, малце подруго да ги прават. Ако ги прават калкулациите дека еден добар мајстор денеска може да заработи 3000 денари од 3 делови кои ќе ги направи, помножено тоа по 20 дена, тому се 1000 евра. Нели? Така доаѓа, да. Значи, дали ќе работи сам дома во свој дуќан, али треба да биде мајстор, да се разбериме, треба тој да се остручи, треба родител да го насочи тоа дете да се стекне со одредено знаење. Знаете што, низ цело ова истражување ние утврдивме дека во најголем дел на средношколскиот кадар кој бега надвор од Македонија, не работат таму како бравари, машински техничари и така натаму, затоа што не знаат да читаат техничка документација. Значи, ако не знае технички цртеж да прочита ученик кој завршил 4-та година во едно машинско, во едно електро училиште и така натаму, тој во Германија не може да работи во фабрика. Мора да го чита тој цртеж за да може да работи на таа машина. Да, пак се враќаме кај образованието. Се враќаме кај образованието. Значи, она што таа за некој можеби несреќна изјава на премиерот Заев и така натаму за увозот Дека можеби ќе увезуваме на работна сила. Дека ќе дојдеме во состојба да Да. увезуваме работници. Во истражувањето што ние го правевме во делот на недостатокот на кадар, се свртевме малце и кон кадарот кој треба да ги обучи тие луѓе за да бидат достапни за компаниите. Само еден податок ќе ви кажам, дека во компаниите во 2015-2016 година имало наставници со несоодветно образование 22,7%. Во 2016-2017 година се зголеми на 27,9%, за во 2017-2018 да падне на 24,6% и повторно 2018-2019 година да се зголеми на 26,3%. Нестручен кадар во училиштата. Четвртина. Незавршени, недипломирани, во средни училишта ви работат недипломирани професори. Па кажете ми, кој е тој кадар недипломиран? А тоа е од недостаток. Токму заради тоа можеби ќе треба да увезиме таков стручен кадар за да ги остручи идните генерации. Да.
Добро, дојдовме до крајот. Само господин Асани, за вас ми кажавте дека имате сега уште еден настан во насока на такво информирање и еден саем, можете да ни кажете повеќе за тоа? Па сакам да искористам ова прилика, значи да ги информирам пред се родителите на 9 оделенците. Значи ние не правевме активности, ја одиме по сите училишта, нашите тимови веќе се секој ден по некои 5-6 училишта најмалку ги посетуваат. Значи со нивните директори сме соработуваме, класните раководители, целта што не. Значи на 17 и 18 мај организираме саем за прв пат во нашето училиште. Значи сите компании, околу 50 на компании повеќе може би ќе се јават, над 63 компании ќе присуствуваат кај нас и ми издаваме штандови и они таму ќе ги представуваат своите фабрики, своите производи и сите тоа. Тоа е бесплатно, значи. Не го правиме од комерцијални цели, туку намерата ни е вистинска, ајде вистински да ги информираме децата да знаат каде е перспективата, бидејќи реално кажано нашите деца не се разочаруваат. Кај нас нема дете што завршило, а да нема работа, додека со другите училишта не е така. Значи им нудиме стипендирање, им нудиме гарантирано вработување, каде што компаниите таму ќе подпишуваат се што треба, тоа адвокатски сето тоа ќе се изеде, не е проблем. И проодност на тие добрите. Што ни е целта со ова? До сега, значи, ни доаѓа стварно, буквално речено, најслабите ученици се запишува во стручните училишта. Сакаме да го смениме тој тркнег. Затоа стипендиите се за многу добрите и одличните ученици. Не за другите. Другите ќе ги примаме, меѓутоа нема да бидат стипендирани. Добро, еве со оваа позитивна порака да ја завршиме емисијата, бидејќи ни истече времето. Ви благодарам на сите за учеството, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа.